Јас сум Јовица Ѓурич од Кумановско село Тромеѓа, кој ја работаја у фирму Алком Проект. Работаја сам од 15 август до мај. До 15 мај. У почеток ишло е некако, зимало се е паре, не имало никакав проблем. Меѓутоа од нову годину више паре не смо виделе со сок. Сваки ден не лъже. Пари има, у банку сам пушти, отиде у банку, нема пари. Дојдите у Скопје, сви се саберите, ќе ви дам пари, ќе измиримо, ќе расчистимо, отидемо у Скопје, од тој ништа. Седимо у канцеларiju, седимо, нема. Еден ден вика дојдете, све ќе ви сплата, отидемо на обиект, улегнамо у тие бараки, седемо, чекамо га. У 11 сат се јави, слушало му се на кардиологија бија. Куде си на кардиологија у државну болницу? Мене не ми беше тешко да запалам авто и да иду на кардиологија да проверу дали има такъв пациент примен на оделење. За 3 дена 4 па се он јави, људи, дојдите ќе ви сплату. Ми се па организирамо свите, комплет, отидемо у канцеларiju. На своји трошкови? Свето е на своји трошкови, отидемо у канцеларiju, поседемо, он га нема да дојде. Значи, у канцеларiju само има една секретарку која лъже повише од njega и седи у канцеларiju, седи, ништо од тоа. Еве пред некој ден обеќа дека све ќе ни сплати, кредит ќе земе. Вика, и ќе ви расчисто, све ќе ви плату. Отидемо тамо, подпишамо договори дека на свакога по колку пари му дужи и дека се откажуемо по свите основи. Од тој ништа, паре нема па. И решимо да тражимо спас и помоќ од новинари. Повикамо новинари да видимо. Идемо, жалимо се у трудову инспекцiju, жалимо се у свугде куде требаше да се жалимо се у полицiju. И од нигде немаше помош. Отидемо да га чекамо пред стан. Чекамо га пред стан, не да га тепамо, него да га прашамо дали пари ќе ни даде. Он ради тој ни повика полицiju, дојдева полицајци и не обвинува со нас, не njega. Отидемо у истиот момент, отидемо у полицијску станицу, таму викав дека ќе си ги тражимо права на суд. На суд искача многу пари да се плати за свако лице што е било вработено по 3000 денара. По 4000 денара. 30 лица, значи тој су многу пари. Ми толку пари немамо. Да имамо толку пари, нема да му ги тражимо тие пари. И сега не знаеме уште што да правимо с njega. Како ќе биде, што ќе биде. Он само лъже дека у петак, уторник, све си наваѓа приказки дека само да не лъже. Еден пут ми се јави на мене, па едно неделю не ми се јавља на мене, јави се на кума. Па од кума не му се јавља, на мене ми се јави. Значи он само си наваѓа си решења да не мотка, да не влече. Како има он сега да ги плаќа тие мајстори сваки петак? У петак ако не ги даде пари, он у понеделник не му доваѓа. Треба да видимо и тој како ги држи тие луѓе, не ги осигурува ни ништо. Значи ним ги држи на црно и он такој ќе си го заврши работу, за нас пари нема да има. За нима има, за свак петак пари за нима има, а за нас нема ништо.